Ние одиме да представиме Македонија. Таму ќе бидеме во 400 метри дисциплината на атлетика која е многу интересантна и мислиме дека ако се враќаме со персонален резултат ќе биде еден наш достиг. Ние сме скромни, не можеме, ние се надаме се во све најдобро, меѓутоа мислиме дека ќе го направиме нашето најдобро што можеме. Значи, ќе настапувам на 200 и 100 метри грбна. Долго време се припремав за ова и очекувам најдобри резултати. На 200 метри грбно и се надавам и на апсолутен рекорд. Веќе подолго време работиме заедно. Заедно имаме настапувано на повеќе европски првенства, нели балкански. Ми е апсолутен рекордер во повеќе категории во грбен стил. Тоа што одиме тука да го подобриме националниот рекорд на 200 метри грбно, што е во низина собственост, а воедно и да пробаме да го подобриме националниот рекорд апсолутниот на 100 метри грбно, кој што е во собственост на нашата олимпийка Анастасија Богдановски. Па чест ми е што ќе настапувам на ваков голем настап и ќе го бранам моето знаме и идам по медал. Марија е трета на светското јуниорско во Тунис. Да сме здрави живи, одиме по медал. Здраво на сите, ја ќе настапам во конкуренцијата во борење. Мислам дека моите надпреваручи ништо не сте повише од мене. Јас се спремам веќе долго време, тренирав напорно. Ние фактички оваа година сме ги завршили припремите. Последни припреми беа во Скопје и успешни припреми, па на крај очекуваме само резултат што ќе донесеме да видиме. Јас сум Фаик Весели, ќе представувам Македонија во карате, дисциплина во борби, категорија минус 61. Има долго време што се припремиме, исто така им се заблагодарувам на Олимписки комитет и на Карате Федерацијата што ни овозможија за добри припреми. Се спремам максимално спремен, се чувствувам максимално спремен и се надевам на добар резултат. Значи ние ќе настапиме во спортска дисциплина комите спортски борби, минус 61 кг. За прв пат каратето настапува на Олимпијада, една Олимпијада младинска. За среќа оваа година имаме и добар учесник, кој што Фаик Весели е учесник во спортска дисциплина минус 61 кг, носител на 3 медали кои што му овозможија по освојување на норма да настапи на Олимпијада. Тој воедно е второ пласиран на светската ранкинг листа. Голема благодарност за Карате Федерација на Македонија, голема благодарност за Македонски олимписки комитет за овозможените припреми. Вчера само што допатувавме од Украина, каде што имавме подготовки завршни, а утре, нели со среќа, патуваме во Аргентина, каде што се надеваме на добар резултат, бидејќи имаме исклучително талентиран и добар спортиста. Ќе кажам повеќе дека во делот на подготовките имавме и со А селекција, репрезентација македонска подготовки, бевме исто така на подготовки во Дојран со спаринг партнери кои што имавме симулација на спортски борби на негови противници. Исклучително јака конкуренција ќе не чека во Аргентина, 8 квалитетни надпреварувачи, меѓу кои Фаик Весели, со добар настап. Мислам дека можеме да израдуваме оваа македонска јавност и да испишеме уште некоја нова страна во историјата на македонското карате и воопшто на учество на Македонскиот олимписки комитет на овие олимписки игри за младинци. Благодарам се. Хамза Јашари, ќе се такмичам во џудо, ќе се такмичам до категоријата 66 килограми. Сме спремни максимално и се надеваме на добар резултат. Ќе кажам дека имавме многу успешна сезона. Хамза освои 4 медали, 4 финали, беа тоа 2 златни, 2 сребрени од континенталните купови и беше трет на Европското првенство за кадети, со што директно се квалификуваше за овие младински олимписки игри. Очекувам добар настап. Противниците ги знаевме, имавме подготовки, тренинг камп со сите учесници на овие младински олимписки игри во џудо, тоа беше во Тунис. Завршните припреми се одвиваа во Белгија, така што Хамза е во врвна спортска форма. Навистина се надевам дека ќе даде све од себе, дека ќе имаме добар ден, добар настап и дека можеби ќе донесеме медал за Македонија. Не е едноставно да се учествува на олимписки игри, највисок еве и младински
надпревар тоа ќе биде веќе трет поред. Значи си фаќа своја традиција и свој ред. И не е едноставно ни да се подготват овие спортисти. Прво треба да почнат од многу млади, затоа што на млада возраст одат да ги прифатат на таков начин клубовите и федерациите, и за сето тоа имам само позитивно мислење и оценка. Затоа одење на Младинска олимпијада за мене е извореден настан. Јас сум возбуден, камоли вие што ќе патувате и што ќе одите. Ја бев толку возбуден што сам отидов во Олимписки комитет наместо да дојдам тука на оваа конференција и собирање. Од се срце ви пожелувам успех вам, на тренерите, на вашите федерации, на сите овдека, да го следат ова такмичење, веќе биде возможено преку МОК Олимпискиот канал, да го афирмирате овој настан и да рачунаме дека, бидејќи сме сега учесници на Олимписки игри, а еднаш можете да учествувате на овие заради лимитот со генерацијски годишен, дека ќе ви биде мотивот голем да се подготвувате понатаму, да се одрекнувате од својот млад живот и така натаму на многу начини, за да одите и на следните Олимписки игри, не само еднаш, него и повеќе пати. И да се радуваме сите и со вашиот успех, кој што нема да изостане, сигурен сум, и не се мери тој само со медаља или со време во трката и така натаму, туку со желбата да представувате оваа мала земја на најдобар начин. Ви честитам на сите, ви благодарам и ве поздравувам. Ние градиме партнерски релации со Македонскиот олимписки комитет и навистина сме многу задоволни од сето она што заеднички успеваме да го обезбедиме како предуслов за вас. Мислам дека скоро веќе најавивме еден ваучерски систем каде што сите вие ќе бидете вклучени, ќе имате повеќе средства, значи да ве растеретиме од оние материјални грижи и да ви ги овозможиме сите предуслови да напредувате во градењето на собствените кариери, а тоа ќе биде еден голем благодет за нашата држава. Од моje лично име ви посакувам добра среќа, здравје, да имате добра жребка и здравје Боже на ваква пресконференција, да се сретнеме по вашето враќање со уште некое одличие на вашите гради.